Пред 10 дена најави формирање на нова политичка партија, а денеска ќе биде назначена за председател на веќе постоечка партија, Нова алтернатива. Нејасно дали Арсовска се премислила или сепак останува и на идејата за формирање на нова политичка партија. Нова алтернатива беше создадена од страна на Ѓорги Оровчанец во 2007 година, во периодот кога тој беше член на ВМРО Народна партија и пратеник во Собранието. На парламентарните избори следната година влезе во коалицијата предводена од СДСМ и доби едно претеничко место. Во Македонија работниците буквално гинат на работното место. Според последните податоци на Европската агенција за безбедност и здравје при работата, нашата држава е на првото место по повредени и жртви на работно место во однос на бројот на работници. Недоволната заштита при работа е една од причините поради која нашите работници си одат во државава и одат да работат во земји во регионот Србија, Хрватска, кои се далеко пред нас во оваа област. Не се очекува одржување лидерска средба помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Оди според првиот човек на владата во изаминување, многу работи може да се завршат и на телефон. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски пак навести дека министрите од ВМРО ДПМН што ќе влезат во техничката влада нема да му реферираат на Талат Џафери како технички премиер, поточно нема ни да пристапуваат на состаноците кога ќе заседават, туку ќе ги праќаат замениците министри. Практично, откако најавија дека нема да гласаат за избори на владата, во која ќе учествуваат сега од ВМРО ДПМН, најавуваат и дека ќе ја саботираат нејзината работа, освен ако нема некоја ургентна потреба од хиерарска соработка. Празниците и групирањето на граѓаните во затворени простори на семејните корпоративните забави си го земаат данокот. Амбулантите широм Македонија се преполнети со пациенти од сите возрастни групи, кои се жалат на висока температура, болка во грлото, кашлање, премаленост, симптоми што се карактеристични за грип, ковид и за респираторен синцитијален вирус. Токму од овие причини, вчера Комисијата за заштита од заразни болести препорача забрана за посета на болните во болниците и домовите за стари лица, како и носење маски на вработените и пациентите во здравствените установи. Индискиот тенисер Самит Нагла, 26 годишниот, приреди голема сензација на Австралија Опен. Во првото коло го елиминираше 27-миот светски играч Александар Бублик и на крајот заработи малку пари. Пласманот во второто коло на Австралија Опен му донесе на индискиот тенисер најмалку $180,000. Од нив стигна со неочекувана победа против големиот фаворит Александар Бублик. 26 годишниот тенисер од Индија се прослави откако во септември минатата година јавно изјави дека на сметката има уште €900 и дека ни самиот не знае како преживува.